Во овие моменти мора да сториме секако фела, да не дозволиме да се затворат институциите и да ги затајуваат и оние информации кои што не се поврзани со пандемијата, а кои што сакаат да ги скријат и да не се обелоденат во јавност. Отчетноста мораше и мора да биде многу поголема од сите институции, не само од централната власт или само од едно министерство, туку напротив од сите директори на институции и повторно поради она што го зборувавме и претходно, за да се избегнат сите можни ризици за тоа дека директорите, функционерите, институциите ја користат оваа ситуација за да прават лични профити. Тоа го користат вешто и министрите и повиканите одговорните лица. Што и да ги прашаш, ти даваат еден ист одговор. Еден ист одговор. Буквално кружат околу тоа без да начнат суштината. Еднаш, два пати, три пати го повторуваш прашањето, не добиваш одговор, се откажуваш. Да е во живо, да сме во прес-центарот или да сме во прес-центарот на било кој министерство или политичка партија, тоа беше поразлично. Јас сум од оние новинари кои што сакаат да излезат секогаш на терен, да се видат тет а тет со соговорникот, бидејќи така најдобро можеш да извлечеш информација од него, да видиш како реагира на непријатни прашања. Првата работа ние, барем јас можам да кажам како телевизиски репортер, научив да се прилагодам на ново настаната ситуација. Научивме да го превземеме теретот на другите, особено кога сме во групи поделени. Нема веќе сектор. Втората работа што мислам дека ја научивме многу е како да се пазиме и да се штитиме. Едни како меѓу себе, така и од другите. И трета работа што мене исклучително многу ми се допаѓа е тоа што многу повеќе научивме да се поддржуваме меѓусебно, отколку што беше до сега. Треба многу понапорно да работиме како новинари, дури и во време на пандемија, дури и под тоа ниво на психолошки и физички притисок, ако сакате, за да можеме да се справуваме со професионалните предизвици што се пред нас, за да можеме правилно да информираме јавноста, за да не биде таа со сензационалистички форми. Гледам дека колегите се упорни во барање на информации од сите институции, бидејќи тоа е нашата работа да ги изложиме во јавноста сите злоупотреби кои што се прават од страна на институциите во оваа пандемија.